Сега доаѓаме до најсочајниот дел, според мене, од фестивалот. Пред да го најава гостинот, едно големо име во македонската книжевност, голем писател, раскажувач, поет, сатиричар, човек кој долги години ја обележува нашата литература, дами и господа, Лјупчо Силјановски. Не знам со што сум заслужил ова чест, но сигурно со нешто сум ја заслужил. Конечно ми се исплати што имам десница. Нема да се мијам со недели. Пред да му дадам збор на Лјупчо нешто да каже, ќе кажам нешто јас за него. Придонесот на Лјупчо во развојот на македонскиот хумор и сатира е непроценлив, што не значи дека е темеджава. Два пати бил вршител на должноста главен и одговорен уредник на Остен, два пати по 9 месеци на врвот од Остен. Добро издржал. Се приметува од продолжување. Така е кога те плаќа државата да ја плукаш. Неиздржливо е тоа. Во 1987 година Лјупчо ја прави антологијата на македонскиот сатиричен афоризам во Београд двојазичност. Замислите уште тогаш имало двојазичност. Да го составуваше македонскиот парламент, ние одавна ќе бевне во Европската унија. Вака станавне прва нација во поранешна Југославија со своја афористична антологија, а тие само ја имаат бедната и предраслата Европска унија. Во 1986 година, покрај хумористичните ТВ серии Камчевци и Театарче Лево Ќоше, заедно со Иван Карадар го создаде првото македонско кабаре со македонски наслов Коприварник. Најинтересно е што за представите на кабарето во Драмски театар секогаш имаше билети за пријателите на актерите Ненад, Ванчо, Гоце и други, но никогаш за авторите Иван и Лјупчо. Во својата 30-годишна хонорарна соработка со Кихирику, една година дури и професионално, Лјупчо напиша на 1000 скечеви, месечно по 20, и замислете сите хонорари ги потроши пиејќи по равно 17 кафи на дневно, заедно со најголемиот кафеман во Македонија Иван Карадак. Кафето убива, кафето може да убие, но Лјупчо не верува во тоа, бидејќи никаде не е напишано такво предупредување. Верувајќи во напишаното, Лјупчо во Битола ја издаде својата единствена книга афоризми, таа е тука, црно на бело. Инаку тој е голем издајник и тоа во повеќе жанрови. Те во поезијата за немладите, те во поезијата за возрастни, те во романот, те во расказот, те толку напишано немам и тетојацот Јован Павловски. Па вака, ако студирате, не може да се баќа. Со Кочани го врзува папочната врпца на младост. Од мајските средби на поети, инаку првиот афоризам не го има напишано, туку изговорено во ЈНА. За оние што не знае што е ЈНА, армија. Не армија на невработени. Неговиот војнички другар, земунецот Миленко Јагузовиќ, имаше обичај да вика хвала Богу, хвала Богу, хвала Богу, а на Лјупчо еден ден тоа му досади, па вика расчистили смо са религијом.
hvala Bogu, raščistili smo s religijom. Ете, od togaž sve što će kaže Ljubčo, na Ludjevo im se čini na aforizam. Takva je sudbinata na aforističarite. Kate se smeje, sigurno i doma je tako. Jedan aplauz za Kate. Naistина Kate zaslužila barem jedan aplauz, zašto cel život da trpiš satiričar. Kako da si na doživotna robinja. Ljubčo, bi im davali penkalo vrace na nepismenite? Ne davajte im penkalo vrace na nepismenite, će ga upotrebati kako ladno oružje. Da li će im dadeš laptop? U nikoj slučaj će ne trestan sa nego po glava. A lopata? Lopata. To je, što ja znam, to je instrument, vladicite su kandilo to provodat. To je sveštenički instrument lopata. Vela ni ti je farlat lopata. Ma i to za vladikit, ne za obični sveštenici. I za obični, ima i obični. Su pomagi lopat. Ne može da izlezat od čepovite vladikite, nego sveštenicите da završat ta работа za лопата. Инако, лопатата може да се каже и двоязично. На македонски е лопата, на странски е лопата. Значи парламентот можеме да го консултираме. Да го конституираме парламентот, вече двоязичност е започна. Би сакал Ljubčo нещо да ни каже за кадровската политика во Македонија. Кадрите во Македонија толку ни се подмладени, што се очекува допрва да продат. Ајде, директоре, ајде директоре, сам, ајде директоре. А има ли кај нас кадарни кадри? Има, во стоп кадар има, кадарни кадар. Во стоп кадар. Како најбрзо се стигнува до ново работно место? Не знам како се стигнува, ама нема ништо по-полно од упразнето работно место. А можат ли на македонецот да му помогнат игрите на среќа? На среќните народи не им треба народна лотарија. Каков народ сме ние, македонците, и античките, и со славенско потребло што сме? Премал народ сме за толку голема историја. А сега малку нешто на еротика да трени. Пред жената, а што да не? Како би сакал да е сонуваш Ева, например? Со смоквин лис или со танга гачички? Ама само насон. Ката извини. Колко што знам, Ева не носела лист од смоква, го носела над смоквата. А добро, дали Ева била македонка? Мислам, горда македонка. Тврдокорна. Управо, Адам бил тврдокорен. Ева дали била горда? Не знам за Адам. Па се веројатно била тврдокорна. Била за
ме го постави затоа што еден мој комшија се вика Тален и е член на тврдокорените за. Любчо, Да, има ли правдина во Македонија? има. Повели. Подкупете го судијата. Добро. Што мислиш, конститутивна седница на македонскиот парламент каде најдобро треба да се одржи? На нудистичка плажа или на некој пусто остров? Па конечно да избереме председател на парламентот. Знам само една работа, дека на нудистичка плажа, која беше таа се? Шакира? Да. Шакира. Ќе се разбереме двојазично. Сигурно не мислиш на поза 69. Нека остане тоа наша тајна. Любчо, ние штедиме, ама кој е грејно тело, кажи на нашите драги пријатели, кој е грејно тело троши најмногу? Од сите грејни тела најмногу троши женското. После 40 години брак има искуство. Може ли светската сексуална револуција да започне во Македонија? Да, заврши. Има жртви. Паднаа гаѓите како жртви на сексуалната револуција. Не е голем проблем, 3 пара за 100 денари. Уште едно. И ако не сакат некој публиката нешто да го прашат, на пусто острово со кого би сакале да сте? Со лидерот на позицијата, на опозицијата или со Мадона? Одбирам четвртата варијанта, најдобро е сам со себе, односно десанка. Инаку да ви кажам, дека јас и Любчо секогаш гласаме за иста работа, за десницата. Не се гласаме. Повели. Се ќе ме поздравам, прво да ги поздравам лудите. Лудите не можеш да ги збуниш. Јас немам мајката, а тој мене по светлата иднина. Евидентирајќи ги грешките на власта, се искачи на врвот од нејзината пирамида. Секој си има своји натрешни органи на прогонот што му кркорат. На почетокот беше зборот, а од дискусии крајот не се гледа. И ова последна, дали за најдобрите луѓе од сега можеме да зборуваме како за мртви? За мртвите се најдобри? Строго доверливо. Народот е се понезадоволен. Народот е се понезадоволен, а кој ќе стигне го дуби. Од последниот ред едно прашање и нема више да регнеме. Господине Шилјановски, некој повезан за бюрократијата? И кога се дели, бюрократијата се множи. Ви благодарам што не почнавте да ми свиркате. Вака веди мојот драг пријател Канго.
Да ве поздравам сите присутни, колеги, пријатели. Ете, нашиот град, драго ми е, дека има толку широк спектар на мултимедијално презентирање, на творештво, на желби, на соништа, па и критики. Еве, јас не сум афоризмичар, нити сум мислел некојаш да го правам тоа. Ама може да кажам барем 3 афоризми. Барам спас, оти осознав се, а станав грешен. Барам спас, оти живеам во порок, а веруете, сум чесен. На крајот барам спас, да не умрам без глас, помогнете, браќа мои, зашто правам добри дела, а сум бесен. Не знам зашто. Му благодарам на Канго. Чест ми беше што 10 минути од мојот живот проведов со еден голем писател, сатиричар, па и човек, како што е Лјупчо Сирановски. Ова ми е еден мене од месечните моменти во животот. И благодарам.